Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие го слушате првиот дел од книгата Ислам, мојата вера, напишана од имам Башир Ахмад Рафик. Предговор во текот на мојот 14 годишен престој во Велика Британија, како имам во лондонската џамија, со голема болка сватив дека муслиманските деца во Британија не ги знаат основните елементи на исламот. Се разбира, ова е поврзано со недостатокот на било каква книга која би одговорила на таа тема. Следните страници се напишани со надеж дека ќе ја задоволат оваа долго занемарувана потреба, а мојата понизна дова е овој мој напор да биде плодотворен. यारो मसीह वक्त के थी जिनकी इंतजार रह तकते तकते जिनकी करोड़ों ही मर गए. Сета благодарност му припаѓа на Аллах, Господарот на сите светови. Мир и благослов нека се на неговиот веровесник Мухаммед салаллаху алейхи веселем и на целото негово потомство и асхаби. Ислам. Прашање. Што значи зборот Ислам? Одговор. Ислам е арапски збор кој буквално значи мир и покорност. Така, Ислам може да значи патот на оние кои му се покорни на Аллах Джелешануху и кои постигнале мир со него и со неговите созданија. Прашање. Како се вика следбеникот на Исламот? Одговор. Следбеникот на Исламот се вика муслиман. Прашање. Кој го даде името Ислам за нашата вера? Одговор. Аллах Джелешануху го даде името Ислам на нашата вера. Прашање. Можеш ли да наведеш ајети од честниот Куран, каде името Ислам е дадено како име на нашата вера? Одговор. Да, во сурата Ал-Маида, ајет 4, Аллах Джелешануху го даде името на нашата вера. Прашање. Кои се главните одлики на Исламот? Одговор. Исламот е совршена вера. Неговите учења се едноставни и секој може лесно да ги практикува. Тој наведува причини за секоја од своите наредби и учења. Честниот Куран, кој е верска книга на муслиманите, им го представува Аллаховиот збор. Оваа книга е иста, онаква каква што била објавена на честниот пратеник салаллаху алейхи веселем. Аллах Джелешануху ветил дека ќе ја чува и штити. Иман. Јас верувам во Аллах Джелешануху, неговите мелеки, неговите книги, неговите пратеници, судниот ден и судбината. Прашање. Што е иман? Одговор. Иман значи верување или вера. Оној кој верува во тоа се нарекува муслиман. Прашање. Кои се главните столбови на верата, иманот во Исламот? Одговор. Главни столбови на верата во Исламот се следните: верувањето во еден Бог, Аллах Джелешануху, верувањето во сите Божји мелеки, верувањето во сите Божји книги, верувањето во сите Божји пратеници, верувањето во судниот ден, верувањето во судбината. Аллах. Прашање. Кој е создателот на сите светови? Одговор. Аллах Джелешануху е создател на се. Прашање. Кажи ми повеќе за Аллах Джелешануху. Одговор. Аллах Джелешануху е еден и семоќен. Он е единствен и вреден за обожување. Он нема партнер. Он не родил, ниту е роден. Он е вечен. Он ги слуша нашите дови и ги прифаќа. Он дава живот и смрт. Он не создал во најдобра форма. Он нема ниту жени, ниту деца. Он е совршен. Он не сака и ни ја покажува својата милост. Он има знаење за се. Он своите упатства ни ги праќа преку своите пратеници. Он е Господар на судниот ден. Никогаш не го обзема сон ниту дремка. Он нема почеток ни крај. Он е сезналец. Он кој се гледа и он е праведен. Прашање. Кои се неговите најважни атрибути? Одговор. Постојат 4 најважни Божји атрибути, спомнати во сурата Ал-Фатиха, првата сура во честниот Куран, а тоа се Раббул Аламин, Ар-Рахман, Ар-Рахим и Малики Јаумидин. Прашање. Кое е значењето на овие Божји атрибути?
Раббул Аламин значи Господар на сите светови. Ар-Рахман значи милостив, дарител без барања. Ар-Рахим значи somилосен. А Малики Јаумидин значи Господар на судниот ден. Прашање: како можеме да воспоставиме однос со Аллах Джелешануху? Одговор: служејќи го и молејќи му се без престан. Прашање: дали Аллах Джелешануху им зборува на луѓето? Одговор: да, он одговора на нашите дови. Оној кој го служи и добро работи бива награден преку одговорот на неговите дови. Прашање: на кој јазик треба да се молиме на Бога? Одговор: да се молиме на Бога можеме на било кој јазик, на кој сакаме. Он ги знае сите јазици. Он е создател на сите јазици. Прашање: кога треба да се молиме на Бога? Одговор: на Бога може да се молиме било кога и во било кое време кога сакаме. Прашање: каде е Аллах Джелешануху? Одговор: Аллах Джелешануху е насекаде. Он нас не гледа за цело време, но ние него не можеме да го видиме со нашето физичко сетило за вид. यारो मसीह वक्त के थी जिनकी इंतजार रह तकते तकते जिनकी करोड़ों. Божите мелеки. Прашање: кои се мелеките? Одговор: мелеките се создадени од Аллах Джелешануху. Тие се духовни суштества. Тие ги слушаат Аллаховите заповеди. Тие се многубројни и Аллах Джелешануху им доделува различни должности. Тие исто така се пратени да им помогнат на неговите пратеници и нивните следбеници. Прашање: кажи ги имињата на некои од најважните Божји мелеки. Одговор: 4 се најважните Божји мелеки, а тие ги носат имињата: Джебраил, Микаил, Исрафил и Азраил. Прашање: дали ние им се клањаме на мелеките? Одговор: не воопшто. Ние едноставно му се клањаме на Аллах Джелешануху и на никој друг и во ниту еден случај. Прашање: кое е името на мелекот кој ја донел Аллаховата објава на чесниот пратеник саллаллаху алейхи веселем? Одговор: Хазрети Джебраил. Божите книги. Прашање: што се подразбира под Божји книги? Одговор: Аллах Джелешануху од време на време праќа своји упатства на човештвото. Овие упатства им се упатувани на луѓето преку Божјите пратеници. Тие содржат закони за нашиот секојдневен живот. Овие закони и правила се нарекуваат Божји книги. Ние мораме да веруваме во сите Божји книги. Прашање: кои се добро познати Божји книги? Одговор: добро познати Божји книги се следните: честниот Куран, кој е последна и совршена книга. Таа му била објавена на Хазрети Мухаммед саллаллаху алейхи веселем. Нејзиното објавување траело скоро 23 години. Објавувана е постепено во мали делови. Теврат му бил пратен на пратеникот Хазрети Муса алейхи селам. Псалм или Зебур му бил пратен на пратеникот Хазрети Давуд алейхи селам. Новиот Завет или Инџил му бил пратен на пратеникот Хазрети Иса алейхи селам. Мусхаф му бил пратен на пратеникот Хазрети Ибрахим алейхи селам. Прашање: кои се главните одлики на честниот Куран? Одговор: честниот Куран е упатство за сите луѓе. Секоја реч во честниот Куран е Божја реч. Честниот Куран е сочуван во својот оригинален облик, како што Аллах Джелешануху ветил во самиот Куран. Тој е сочуван преку честниот пратеник Хазрети Мухаммед саллаллаху алейхи веселем и неговите асхаби, кои честниот Куран го учеле на памет. Од секогаш во секоја земја и во секоја генерација имало повеќе стотина луѓе кои целиот Куран го научиле на памет. Оваа пракса продолжува и ден денес. Честниот Куран е објавен на арапски јазик. Стилот и јазикот во Куранот се исклучителни. Куранот е преведен на многу светски јазици. Тој содржи многу претскажувања за иднината на човештвото, како и сеопфатни правила за сите нас.
Оние кои го следат честниот Куран стануваат најуспешни луѓе во животот. Ние треба што почесто да го читаме и длабоко да размислуваме за значењето на честниот Куран и на тој начин да постигнеме успех во животот. Честниот Куран има 114 сури и е поделен во 30 џузи. Прашање: дали ќе има друга книга после честниот Куран кои би ставиле надвор од сила некои од овие учења? Одговор: не, никако. Честниот Куран е совршена и најпотполна книга. Нема потреба човештвото да очекува било што друго, затоа што честниот Куран дава упатства за сите области од животот. Честниот Куран е жива книга и таква ќе остане за секогаш. Прашање: кои од објавените книги постојат и денес во својот оригинален облик? Одговор: ниедна. Сите други книги делумно се изменети од страна на своите следбеници и ниту една не е оригинална. Некои од нив дури и не се сочувани на оригиналниот јазик на кои биле објавени, како што е Новиот Завет. Ние веруваме во фактот дека овие книги ја содржале Божјата порака, додека нивната сегашна верзија е отворена за критики. Божјите пратеници. Прашање: кој е пратеник? Одговор: во арапскиот јазик постојат два збора кои се користат за пратеник. Зборот Расул, значи оној кој е пратен или веровесник, и зборот Наби, значи оној кој ги прима и ги пренесува Божите наредби. И двата збора се однесуваат за личноста која од Аллах Джелешануху е избрана за реформа и давање упатства на човештвото. Прашање: наведи некои од одликите на пратеникот. Одговор: Божите пратеници се избрани помеѓу човечките суштества. Тие имаат најдобри морални и духовни доблести. Тие човештвото го упатуваат кон Аллах Джелешануху, пренесувајќи му Божји објави, и исто така со својот собствен пример ја покажуваат чистотата и праведноста. Тие се наискрените луѓе. Нивните срца се преполни со љубов кон Бога и неговите созданија. Секој од нив го прогласувале Божјото единство и од луѓето барале потполно да му се покорат. Прашање: кој е најголем од пратениците? Одговор: Хазрети Мухамед салаллаху алейхи веселем е најголем од пратениците. Тој е хатуман набијен, што значи печат на сите пратеници. Тој ни ги донесе совршените упатства од Аллах Джелешануху. Тој дојде како благослов за човештвото. Тој е исклучителен пример. Покажа милост не само кон човечките суштества, туку и кон животните. Прашање: наведи ми некои од останатите Божји пратеници. Одговор: Хазрети Адем алейхи селам, Хазрети Ибрахим алейхи селам, Хазрети Нух алейхи селам, Хазрети Давуд алейхи селам, Хазрети Сулейман алейхи селам, Хазрети Иса алейхи селам, Хазрети Ахмад алейхи селам. Прашање: кога е роден честниот пратеник Мухамед салаллаху алейхи веселем и кога умрел? Одговор: тој е роден во Мека, Арабија, на 20 април 570 година, а умрел во својата 63 година од животот во Медина. Таму се наоѓа неговиот гроб. Прашање: кажи ми нешто повеќе за честниот пратеник Хазрети Мухамед салаллаху алейхи веселем. Одговор: честниот пратеник Хазрети Мухамед салаллаху алейхи веселем останал сираче, па грижата за него ја превзел неговиот дедо Абдул Муталиб, а покасно неговиот амиџа Абу Талиб. Неговиот татко се викал Абдулах, а мајка Амина. Мајка му умрела кога имал само 6 години. Хазрети Мухамед салаллаху алейхи веселем имал 25 години кога се оженил за Хазрети Хатиџа, која имала 40 години. Таа му родила неколку деца. Честниот пратеник Хазрети Мухамед салаллаху алейхи веселем често заминувал да размислува во пештерата Хира, која била неколку милји оддалечена од Мека. Кога имал 40 години, примил објава од Аллах Джелешануху дека е избран за пратеник, чија должност била да спроведе реформи во човештвото. Тој ја започнал својата Божја мисија, но бил одбиен од сите, освен од мал број на луѓе. Тие ги прогонувале и убивале некои негови следбеници.
го исмејувале и му се подбивале кога им зборувал за својата возвишена мисија. Дури и неговите роднини се свртеле против него. Тој ја продолжил својата работа под тие услови се до времето кога Аллах Джелешануху на него и на неговите следбеници им наредил да ја напуштат Мека и да се преселат во Медина. Меканците толку биле против него, што не му дозволиле да го напушти градот. Тој одлучил преку ноќ да го напушти градот Мека, заедно со својот драг пријател и следбеник Абу Бакр, и за солниште нашле во пештерата наречена Тур, каде што останале 3 дена. Во тој период, меканците направиле се што можеле за да го фатат, но тие не успеале во тоа. Тој и Абу Бакр го започнале своето патување за Медина. Ова се нарекува хиџра или селидба. Наскоро, после сместувањето во Медина, почнале да пристигнуваат новини дека меканците почнале да собираат војска за да ја нападнат Медина и да го уништат исламот и неговиот основач. Пратеникот и неговите следбеници загрижено ги примиле овие вести, но имале потполна вера во Аллах Джелешануху за својата сигурност. Првата битка, која ја воделе пратеникот и неговите следбеници, е наречена битката кај Бедр, која се водела во близина на изворот кој го носел тоа име. Пратеникот имал 313 следбеници против меканците, кои ги имало повеќе од 1000 и кои биле добро опремени и искусни во војувањето, додека пратеникот и неговите следбеници ниту имале доволно оружје, ниту доволно храна. Неверниците биле победени и истерани од страна на муслиманите. После оваа битка, пратеникот морал да води неколку други битки во самоодбрана, додека конечно не влегол во Мека како победник во 630 година и од тоа време непријателствата престанале. Честниот пратеник салаллаху алейхи веселем умрел во Медина во 63-та година од животот и таму е погребан. Хазрети Мухамед салаллаху алейхи веселем е исклучителен пример за сите нас. Аллах Джелешануху сакал тој да биде пример за сите нас, поради што му било одредено да помине низ различни стадиуми од човечкиот живот. Тој покажал љубезност кон своите жени, милост кон своите непријатели и поставил стандарди на еднаквост, кои луѓето треба да ги следат. Тој командувал со војски и бил исклучителен генерал. Бил послушен кон старите и љубезен кон младите. तकते तकते जिनकी करोड़ों ही मर गए, यारो मसीह वक्त के थी जिनकी इंतजार. Денес го завршивме првиот дел од книгата Ислам, мојата вера. Еселаму алейкум.